Ова е студентски парламент на UKLO FM 90,8 МГц. Драги пријатели, вие сте со програмата на Универзитетското радио UKLO FM Битола, радио на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. Добре дојдовте во новото издание на емисијата Студентски парламент. Денеска тука за новата донирана опрема во студентскиот информативен центар на UKLO Colors од страна на Ротари клубот Битола, а донесуваме информација и за третиот организиран саем за математика, наука, технологија, инженерство и уметност Погон, кој под капата на Универзитетската алијанса Colors на 4 и 5 јуни 2026 го организираше Техничкиот факултет во Битола. Останете со нас на 90,8 да дознаете повеќе. Штом те видов срцево место закочи, како ми се смешно, а ке ме докречи. Што ти требаше да ми застанеш како ангел пред очи. Немој некој да не чуе што зборуваме. Имам долга врска, многу си се сакаме. А баш си сладок ти и срце не ми дава јас да ти кажам не. Опасно е да сме заедно, па уште не само јас и ти. Опасно е да сме заедно, па уште не само. Знаеш ли? Опасно е да сме заедно, па уште не само јас и ти. Опасно е да сме заедно, па уште не само. Знаеш ли? Кога ке ми пратиш поглед, тогаш знаеш ли? Срцево го варам некаде во петици. Роб ќе бидам твој, врзи ме за себе со златни лисици. Дечко ме чека од овде на минута, а уште сум со тебе си ја барам белјата. Што ме тера да сакам да сум твоја до крај на вечноста. Опасно е да сме заедно, па уште не само јас и ти. Опасно е да сме заедно, па уште не само. Знаеш ли? Опасно е да сме заедно, па уште не само јас и ти. Опасно е да сме заедно, па уште не само. Знаеш ли? Центарот за ангажирање на таленти, воспоставен во рамките на студентскиот информативен центар на UKLO како дел од проектот Нанобиотек Nexus, раководен од професор доктор Андријана Боцевска, како и психолошкото советувалиште на UKLO Colors, во кој активностите ги реализираат професорките доктор Драгана Батиќ од Факултетот за безбедност во Скопје и доктор Гордана Ристевска-Димитровска од Високата медицинска школа во Битола, се дополнително напредени со нова опрема, високо перформансен таблет за цртање, донација од Ротари клубот Битола, која ќе придонесе за континуиран развој и поддршка на студентите. Опремата беше врачена минатата недела, а приликата ја искористивме да разговараме со донаторите, со професорката Гордана Ристевска-Димитровска и директорката на кредоцентарот при UKLO, професор доктор Јасмина Буневска-Талевска. На почеток разговорот со претседателот на Ротари клубот од Битола, господинот Тони Дранговски. Центарот за ангажирање на таленти и психолошкото советувалиште на UKLO добија нова опрема, донација од Ротари клубот во Битола. Разговараме со претседателот на Ротари клубот, господинот Тони Дранговски. Ќе ви кажам, добре дојдовте во програмата на Универзитетското радио UKLO FM Битола и секако благодарно за донација. Ви благодарам. Особено чест ни представува што Ротари клубот Битола излезе во пресред со ова донација на пен таблет за потребите на центарот. Исто така ми представува особена гордост што ова ротаријанска година ја завршувам со толку значаен проект.
Практично донацијата е за поддршка на младите, за нивниот развој и подобрување на условите, како што се вели, за креативна едукативна работа. Да, ова донација представува достоен начин за заокружување на ротаријанската година со фокус за поддршка на младите, нивниот развој и подобрување на условите за креативна и едукативна работа. Ова не е единствена донација на Ротари клубот, барем кога се работи во општина Битола. Не, напротив, Ротари клубот Битола секогаш е тука да помогне секаде каде што има потреба. Рековте ова успешен начин или добар начин да се заврши ротаријанската 2025-2026 година. Не знам како се поставени работите во ротаријанскиот клуб. Значи ли тоа дека забрзо завршува и вашиот мандат како председател? Да, затоа се вика и ротари. Секоја година ротират, една ротаријанска година трае една година. Сега ми завршува мојот мандат и ќе ме наследи наредниот председател Слава. Што вие ќе работите понатаму во Ротари клубот? Вашето искуство секако ќе биде добре. Јас сум активен член на Ротари клубот доста време. Јас потекнувам од Ротарактот. Ротарактот е помладокот на Ротари клуб Битола и со особена гордост преминав во Ротари клуб Битола кога наполнив возраст. Во клубот имам извршувано повеќе функции, бев секретар на клубот, председател за оваа година. Во наредниот период ќе си останам во клубот и ќе си работам и ќе функционираме како што треба. Ете сега, бидејќи се наоѓате на универзитет препун со млади луѓе, со студенти, која ќе биде вашата порака до нив како ротаријанец? Мојата порака до студентите е да сонуваат и да си го остварат сонот. Ви благодарам за разговор. Ви благодарам и вас. Донираната опрема од Ротари клубот Битола ќе биде на располагање на сите оние кои што ќе бидат ангажирани и ќе работат во Центарот за ангажирање на таленти, воспоставен во рамките на Студентскиот информативен центар на УКЛО како дел од проектот Нано-Биотек Нексус, но исто така и за потребите на психолошкото советовалиште на УКЛО Колорс, во кои активностите ги реализираат професорките доктор Драгана Патич од Факултетот за безбедност во Скопје и доктор Гордана Ристевска Димитровска од Високата медицинска школа во Битола. Професорке Ристевска, што за психолошкото советовалиште конкретно ќе значи оваа донација? Оваа донација од Ротари клубот Битола ќе биде од помош во психолошкото советовалиште заради тоа што ќе имаме можност да направиме креативни, индивидуални и групни работилници поврзани со арт терапијата. Од тој аспект ќе ова иновативна технологија ќе помогне за да може да ги активираме студентите кои го посетуваат психолошкото советовалиште, да може да се вклучат и во некои елементи од арт терапијата. Неодамна имавте работилница токму за арт терапија. Да, ја представивме арт терапијата на нашите студенти, но таа може да се користи во секојдневната работа за личен раст и развој. Може определени емоции да бидат искажани преку некои уметнички техники, така што сето тоа може да се направи на лист хартија, се разбира, меѓутоа кога ќе се пробува и со некое парче опрема од технологија, ќе може да биде многу поинтересно и многу покреативно. Професор, ке да кажем инаку дека и вие сте член на Ротари клубот во Битола, па еве како член на клубот, како вие гледате на оваа донација? Многу се радувам дека мојот клуб, Ротари клуб Битола, посвети дел од средствата за да го се унапреди работата на Студентскиот информативен центар. Духот на Ротари е да се помага во заедницата, меѓутоа има многу аспекти од нашето општество имаат потреба од помош и поддршка. Едно од нештата што треба да го унапредуваме и да вложуваме е во младите, во нашиот универзитет и да се развиваме понатаму. Ова не е некоја многу голема материјална донација, меѓутоа е нешто кој ќе ни биде од корист и на универзитетот и на многу студенти. Психолошкото советовалиште на УКЛО Колор сместено и тука во Студентскиот информативен центар, простор во кој што ќе можете да работите непречен.
Да, иако нашиот универзитет има доста простор и психолошкото советувалиште е секаде каде што сме сите ние кои работиме, убаво е дека универзитетот обезбеди просторија која ќе биде посветена на психолошкото советувалиште, така што се повеќе нашиот студентски информативен центар станува едно сврталиште на многу услуги, дава многу широка понуда и навистина добре дојдени се студентите да го користат колку може повеќе овој простор. Сега, како човек, како лично што работите во психолошкото советувалиште, но истовремено и како професор на Високата медицинска школа, доаѓа крајот на овој семестар, останува да се заврши со испитната сесија. За време на летниот распуст, како ќе се работи? Да, во принцип правиме пауза за време на летниот распуст, меѓутоа студентите на кои им сме потребни можат да не добијат онлайн, веќе имаме контакти и во текот на летото на некој студент кога вистина нешто многу му треба поврзано со психичкото здравје, апсолутно тука сме. Со професорката Бати ќе најдеме начин како да искомуницираме со студентите, дали онлайн ќе се видиме или физички ќе се видиме ако сме во истиот град. Не е никаков проблем. Значи за студентите има една мала бројка на студенти на кои навистина и налето им е потребна помош, така што за нас работата си ја носиме со нас и не е никаков проблем, значи да излеземе во пресрет на студентите и налето. Иако повеќето организирани работилници, групи и така натаму се во текот на семестарот. Останува да им кажеме на студентите доколку имаат потреба да ја посетат веб страницата на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола uklo.edu.mk. Таму ќе ги најдете сите потребни информации околу работата на психолошкото советувалиште, па доколку имаат проблем да ве контактираат. Така и не мора да имаат неопходно проблем, ако гледаат дека имаат некоја потешкотија, некој немир, нешто кој им се случува, може да се консултираат со нас, нема потреба да чекаат да имаат голем проблем за да не контактираат. Баш напротив, нашето психолошко советувалиште функционира и целта е превентивно да се действува. Кога еден млад човек има потешкотија, може да се обрати за да се спречи да дојде до поголема потешкотија, до поголем проблем. Професор, ќе ви благодарам за разговорот, Иван. Ви благодарам. Професорке Буневска-Талевска, сведоци сме на уште една донација за унапредување на условите за работа во студентскиот информативен центар на УКЛО. Да, еве денес добивме уште една донација, уште една поддршка за нашите студенти и воопшто за младите во регионот. Тоа е таблет за цртање, кој што верувам дека ќе послужи за продлабочување на активностите кои што се веќе започнати и за подобрување на инфраструктурата во Центарот за ангажирање на таленти и во психолошкото советувалиште. Вие сте сведоци, наодамна одржавме една интересна работилница за арт терапија како поддршка на студентите, така што верувам дека овој таблет за цртање кој што е и наменски донација од Ротари клуб Битола и од председателот на Ротари клуб Битола за ротаријанската 25-26 Туни Дранговски, вистинското што во овој момент ни беше потребно. Новата донација на располагање на Центарот за ангажирање на таленти, воспоставен во рамките на Студентскиот информативен центар на УКЛО како дел од проектот Nano Biotechnexus, раководен од професорката доктор Андријана Боцевска од Факултетот за информатички и комуникацијски технологии и како што кажавте за психолошкото советувалиште на УКЛО, во кои активностите ги реализираат професор доктор Драгана Батики од Факултетот за безбедност во Скопје и професор доктор Гордана Ристевска-Димитровска од Високата медицинска школа во Битола. Меѓутоа, на располагање на сите оние наши студенти, да речеме, кои што ќе имаат потреба од негова корист. Така, точно, ова не представува само уште едно техничко подобрување, туку создавање на една интегрирана платформа за развој на студентите, која што ги поврзува иновациите, кариерниот развој и психолошката поддршка, така што нашите студенти, пак ќе кажам, младите од регионот, учениците од основните и од средните училишта во регионот можат да ги развиваат своите идеи и вештини тука, секако под надзор на ментори. Ментори од нашиот универзитет и ментори од нивните училишни центри. Професор, ќе кажеме дека полека некако студентскиот информативен центар, Кредо центарот, каде што и вие сте директорка, нели,
почнуваат да добиваат некоја поинаква подобрена физиономија. Сведоци сме, Сонја и вие како уредник на радиото која што не прати овие 3-4 години, дека континуирано го развиваме студентскиот информативен центар и на мое задоволство се случуваат вакви општествено одговорни работи, како што е нели донацијата денес на Ротари клуб Битола. Ова е еден високо перформансен таблет за цртање кој што верувам дека ќе го користат студентите. Сведоци сме дека да, постојано се унапредува, се развива инфраструктурно студентскиот информативен центар и тука нема да застанеме. Сигурно дека и понатаму ќе продолжиме кон вложување во студентскиот информативен центар како клучен двигател на студентскиот активизам, на иновациите и на креативното изразување на студентите. Сега останува студентите да знаат да ги искористат бенефитите што тука им се нудат. Постојано тоа им го кажуваме, останува на нив. Ние навистина ревносно, постојано ни сите проекти се трудиме на секој можен начин, секој од нас поединечно и како менаџерски тим под раководство на ректорот професор Игор Неделковски, се трудиме да им овозможиме на студентите да се чувствуваат како секој еден студент на универзитетите во Европската унија. Колку тоа тие ќе го искористат, зависи, нели, од нив, од нивниот активизам, меѓутоа пак и од тој аспект можам да кажам дека нашите студенти се поактивни, се помотивирани, се повклучени, партиципацијата нивна ја гледаме, навистина за восхит и за поздравување, така што верувам дека нашите студенти ќе го искористат ова што како инфраструктурни и технички можности, но и човечки капитал од аспект на менторирање им го овозможуваме. Ви благодарам за разговорот. Благодарам и вам. Одиме со музика, а потоа за уште еден настан кој се одржа на Укло Колорс, третиот поред саем за математика, наука, технологија, инженерство и уметност Погон. Останете на 90,8. Мене нема кој да ме спаси, да сум на дно. Ти среќна да си, барем да сум тој што светла гаси уште една ноќ. Ти моја да си. Кажи ми кај бевме ние, што се поминавме, не ќе да бие, срце лано ко зима е, сјајот го крие, место да сијаме, кога градот спие, дојди еден живот имаме. Јасно ми е мене, јас сум минусат и плюси, изгубени у време кој тие ко си кусти. Памтамо на рече нема никад да ме пушти, планини ке помести, зидови ке сруши. Лед ледена, удари сервира као ММА. Ако љубовта игра, тогаш губам знак. Сите спомени во срце ке ги урамам. Нереално, како после се тоне овој брод. Нереално, креваш од дно. Мене нема кој да ме спаси, да сум на дно. Ти среќна да си, барем да сум тој што светла гаси уште една ноќ. Ти моја да си. Дали си среќна сега без нас? Дали некој друг те гледа кој јас? И да знаеш се е празно сега без нас. Душава тажна, вришти без глас. Не бирам тајминг, само дај ги твоите лаги сладки се драги од Кармин, do you love me? Тие ноќи кратки се Телефон звони, но ми фали едно име. 1000 пораки, ни една да ме дигне. Баш си ко за мене, ти не си као сите. Иако си кармата што сака да ме стигне. Кога е средена грешат брат, тука е бај се губи трак. Направи хаос ти пак и пак. Мене нема кој да ме спаси, да сум на дно. Ти среќна да си, барем да сум тој што светла гаси уште една ноќ. Ти моја да си, мене нема кој.
Под капата на Европската универзитетска алијанса Colors, Техничкиот факултет од Битола на 4 и 5 јуни 2026 по трет пат го организираше саемот за математика, наука, технологија, инженерство и уметност Погон, наменет за учениците од основното и средното образование, за студентите, наставниците, истражувачите и представниците на бизнис заедницата. Погон е платформа преку која младите умови и стим таленти ги представуваат своите идеи, проекти и вештини пред стручна публика и пред целата јавност. Мост кој ги поврзува училиштата и факултетите со сите релевантни чинители од приватниот и општествениот сектор засегнати од стим културата, при тоа отворајќи врати за соработка во форма на стипендии, вработувања или спонзорирани истражувања. Надпреварувачкиот дел на Погон се одржа на Техничкиот факултет во Битола на 4 јуни. Беа изложени ученички проекти и се реализираат тимски надпревари по математика и физика, а се одржа и панел дискусија за состојбите во формалното стим образование. Настанот продолжи следниот ден во Коспејсот на Студентскиот информативен центар при УКЛО со ревијален и едукативно забавен дел. Можност да разговараме со организаторите и учесниците. Разговорите ги слушате во продолжение. Професор Котевска на УКЛО Colors по трет пат ни се случува Погон. Да, на моја огромна радост и задоволство и ова година во уште поголем број од минатите години се собравме, значи ученици, наставници, професори, родители, фирми, компании локални со висока технологија што се занимаваат, ученици од средно, од основно, да ја прославиме науката, технологијата, денови на математика, на физика. Тука имаме ова година најголем број на ученички проекти, прекрасни, значи иновативни замисли од областа на техника, физика, кои што вчера беа оценувани на Технички факултет, а денес ќе бидат објавени наградените. И вчера си поминавме прекрасно, се надевам дека и денес, вчера имавме огромна посетеност, преку 150 посетители имавме, овој ден мислам дека уште е повеќе. Да подсетиме за идејата за организирање на овој настан. Па идејата, имам кажано повеќе пати, ми се наметна, затоа што осеќав дека во нашето општество се опаѓа интересот за природни и технички науки, од една страна, од друга страна тоа е неизбежна потреба на секое технолошки развиено општество или општество кој што стреми во иднината да биде и поразвиено, така. И од тој аспект, и имајќи предвид дека компаниите секогаш се во потрага по соодветни кадри, така високо образовани кадри од тие области, и дојдов до идеја да ги поврзам, значи компаниите со училиштата и затоа и да се направи таков, да речам, симбиоза и природна средина во која што ќе се препознават едните со другите. Значи учениците да ги препознаат фирмите, да знаат што работат и затоа и од фирмите имаме предизвици преку кои тие се представуваат пред кај децата. А и фирмите да можат да ги видат преку изработката на ученички проекти и наградените, да ги препознат локалните таленти и да можат да си ги, да речам, да си ги земат како спонзорства, да му дават стипендии и така натаму, од мали нозе, така како што е на запад. Исто така имаме презентации, да речеме, имаме магистранти, докторанти, се уште не е разработено, секој дел по дел, секоја година го разработуваме се повеќе. При презентации пред компаниите на своите истражувања, компаниите може ќе препознаат интерес и ќе речат, еве ќе даваме, да речам, ќе спонзорираме посета на конференции и така натаму, за да му овозможат во истражувањето да напредуваат и да можат да речам, ако се теми кои што на фирмите им одговарат, да можат после да си имат бенефити самите фирми. Ете тоа е. По се изгледа од она што го кажувате, вашата првична идеја веќе се има замав. Да. Велите дека годинава бројот на учесници е далеку поголем од првата година. Да, секоја година се зголемва и видете, ние немаме некој начин, ова година прв пат, еве да кажам, имаме и своја Facebook страница и на Instagram и сега можеме повеќе да доприме, да речам, до поголем број. Еве ова година да се заблагодарам на Colors, значи имаме ни овозможија да изработиме и веб страница, кај што ќе можат луѓето, така ќе ги архивираме сите настани, да можат да си ги видат, ќе можат нашиот тим да го видат кој е, така да си се представи тимо, значи да можеме
да доприме некако до јавноста повеќе. Сега и првата и втората година поќе ги на лични контакти, ја себе може да има уште по училиштата, да речам наставници, професори што немаат уште ни слушнато. Еве ова година проширивме и физика и хемија. Така, значи со така како што си расти погон, ќе си расти така и интерес во јавноста. Посебно ме радува што студентите препознаваат дека тука може да се пронајдат и се повеќе се активни. Да, јас многу сум благодарна на моите студенти кои што ми волонтират, и секоја година се различни, тие растат и си заминуваат од факултетот. Ја кој веќе да спомнам дека многу ми е задоволство дека ова година имам тука значи поранешни студенти кои што лани уламна ни беа волонтери, а сега се веќе професори или се во фирмите. Еве имам, значи 3/4 се од Кромберг има дојдено мои студенти, професори, има еден што беше на првата година волонтер, сега е професор во средно училиште или во основно, не знам, што доаѓа со ученички проект. Значи тоа е сосема, значи она како да речам динамиката така на образованието и тој кругот цел што велиме дека ќе го затвориме, значи од најмали до, значи од школските клуби до работното место. И оваа година на погон во организација на Техничкиот факултет во Битола, кој патем годинава слави 65 години од основањето, некако сето тоа убаво се вклопува во целата. Да, многу ми е, да, значи супер испадна што еве погон, да речам, придонесе уште еден настан да имаме за прославата на 65 години, исто како и прославата на денот на бројот пи, имаме и многу други настани, сите, да речам, одсеци се ангажираа и направивме така убаво да го прославиме годишнината на факултетот. Да кажеме дека во организацијата е вклучен и Сојузот на математичари на Македонија. Да, Сојузот на математичари од самиот почеток ни е наш партнер. Сега ова година немаме представници нивни, ама значи соработуваме цело време. Еве ова година кога спомнуваме Сојуз на математичари, да кажам дека ние професорите и наставниците по математика, како и удаленските наставници, овој пат ќе изработиме писмо, значи со согледувања во математичкото образование. Има многу пропусти, значи имаме менување на програми Кембридж, па нема Кембридж, нови учебници, значи има некои работи кои што многу треба да се менуваат и ние имаме писмо ќе испратиме во соработка со Colors Алијансата, значи до Министерство и до Биро за развој на образованието, каде што конструктивно ќе искритикуваме и ќе дадеме предлози, значи за како да се подобрат работите. Ви благодарам. Разговаравме со професор доктор Рената Петревска-Нечковска, академски директор на UCLO Colors. Професорке, Colors го препозна погон како платформа, веќе ја кажеме, која што соодветствува со она што е замислата идејата на Colors, на Алијансата. Баш така, погон како саем се поклопува совршено во дизајнот, во начинот на реализација на нештата со дизајнот на Европската универзитетска алијанса Colors и затоа уште од првата година се споивме и го поддржавме како настан. Еве се случува веќе трета година. Како од аспектот на соработка со сите чинители во високото образование, почнувајќи што од основното, средното и до универзитет, а соработката со бизнисите, институциите на системот, различни асоциации, еве Сојуз на математичари е коорганизатор заедно со Техничкиот факултет од Битола. Друг момент кој што е исто така важен, а влегува паралелно во дизајнот на Алијансата и на Погон е тоа што студентите се активирани. Студентите во рамките на Colors знаеме дека се ангажираат особено организацијски и за надомест, што ни е особено драго, бидејќи секоја година имаме заинтересирани студенти кои што влегуваат во организатори, а има и волонтери нормално кои што сакат на различен друг начин да се вклучат во Погон.
На погон во првата година веќе го започнавме и официјално Colors Juniors. Значи тогаш се снимија првите видеа поздрави со Укло FM под младокот. Тоа е слушнете не со Ноела и Чао рагаци со Лука, кои што учествува на првиот погон. Понатаму се продолжи со креативни аудиовизуелни материјали и во втората и во третата година, и сите репортажи всушност ги прават Colors Juniors. И ако се погледне еве на социјалните мрежи, на веб страницата ќе бидат поставени, како што кажа професорката Елена, ќе се види еден историјат на убав развој. Потоа, преку погон и со сите активности кои што се случуваат во погон, нели го воведовме Colors Juniors, па после тоа Colors Next Gen за средношколците, за да бидат многу по-кул и Colors студенти. Значи ги имаме сите и токму така и ќе продолжиме. Од кадри, вклучувањето на кадри секако е отворено, и организаторот и идеаторот, професорката Елена Котевска од Технички факултет, заедно со незините соработници. Всушност прошируваме во рамки на Colors, го промовиравме погон на сите начини во алијансата. Партнерите го реплицираат, прават различни варијанти и инстанци, што ни е особено драго, затоа што тоа покажува дека е квалитетно и дека е на прав пат. Годинава имаме новитет. Го добивме проектот за Европска научна истражувачи во школи, и тоа значи дека во септември, 25 септември 2026 е првата Европска научна истражувачи. Проектот се вика Green Stars, а е всушност под лајт мотивот Избери наука, и го промовираме и рекламираме во синергија со Погон, бидејќи во рамките на концептот истражувачи во школи, ние цела година ќе работиме со баш на овој начин со менторите, со кадрите во школите и со учениците, за да на 25 септември 2026 година ги поканиме, особено тие што присуствувале на Погон, а и други научници, истражувачи, граѓани и така натаму, во активностите кои ги се одвиваат низ целиот тој ден. И затоа може би ќе видите низ промотивните материјали и логоата едно ново интересно лого, тоа е токму тоа, Избери наука, и всушност поканата и следниот чекор ќе биде и за менторите, и за учениците, и за студентите, да ги прикажат своите изработки од различните науки, може би и иновативна. Поврзаноста со Colors Juniors и Colors Next Gen и онај академски медиумски центар со кој што ние ги активираме сите на различни начини, ги овозможуваме да креираат, дали се тоа радиоемисии, дали се рилси, дали се видеа, написи, објави, списанија и така натаму. Ќе продолжиме да го правиме тоа, и сега ќе ни треба многу поголема група на соработници. Веќе имаме прилично, и со нив како јадро ги започнавме чекорите. Така што мојата порака би била, Погон традиционално се одржува и ќе се одржува како оригинален продукт на Техничкиот факултет Битола и Сојузот на математичари на Македонија, во рамките, под закрилата, да речеме, на Colors, на Европската универзитетска алијанса Colors, да стане традиционален. Квалитетот се препознава, приближувањето на рекламните промо материјалите е феноменално, илјадници, 50.000, 60.000 прегледи на секоја објава имаме, и училиштата, и јас имам впечаток дека знаат и всушност прашуваат кога ќе биде и како ќе биде. Дозволете кон крајот. За Погон веќе се знае во Европската универзитетска алијанса Colors. Може ли во годините што следат да очекуваме и меѓународен предзнак на сајмот? Зошто да не? Зошто да не? Значи, нашата прва работа што ја воведовме, а се реплицира, понатаму се усвои на ниво на цела алијанса, е Colors Juniors, Colors Next Gen и Colors Students како School University Transition, значи таа транзиција, и овај е еден од нашите бисери. Промовирајќи го, гледаме дека се реплицира, така што единствено само можеме
да помислиме како името, називот би одел, не знам, кириличен погон и на македонски, па на англиски, ќе видиме. Ево, дека види тема за размислување и за предлози на младите. Благодарам. Благодарам и јас. И не е прв пат среќа да ме начека. Тоа што ти треба стварно само доаѓа. О не, дури на неа можем да се навикнам. Иако нема да план. Илјада луѓе и места поминав из ден. Побегнав пак, на неа се навраќам. Пијан и неспан, мислам како насенав. Кај се залетав. Не знам по тебе што видам, по тебе што видам. А долго ни остана не кажам, но не знам по тебе што видам, по тебе што видам. О, 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 по тебе што видам, по тебе што видам. А долго ни остана не кажам, но не знам по тебе што видам, по тебе што видам. О, о, не знам по тебе што видам, по тебе што видам. А долго ни остана не кажа, но не знам по тебе што видам, по тебе што видам. О, 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 по тебе што видам, по тебе што видам. А долго ни остана не кажа, но не знам по тебе што видам, по тебе што видам. О, о, сите други да ја видам, да кажам се што имам, не кажам, но не знам по тебе што видам, по тебе што видам. А долго ни остана не кажа, но не знам по тебе што видам, по тебе што видам. О, 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 по тебе што видам, по тебе што видам. А долго ни остана не кажа, но не знам по тебе што видам, по тебе што видам. О, о, Моето име е Никола Гачевски, јас сум вработен во компанијата Кромберт и Шуберт Битола како инженер во одделот за индустријски, односно поново manufacturing инженерство. Инаку сум дипломиран електроинженер, дипломирав на Техничкиот факултет пред 3 години. Еден од оние студенти за кои што професорката Ботевска каже дека е горда и со задоволство посочи дека како поранешен студент, сега алумнис на Техничкиот факултет, веќе вработен и еве учесник на погон. Благодарам на професорката Елена Котевска, благодарам и за поканата на овој прекрасен настан. Сакам да го изразам своето задоволство што сум учесник на ваков настан. Исклучително е важно да се поддржуваат природните науки, математиката, физиката и така натаму. И ние впрочем тоа со презентација подоцна ќе го прикажеме како нашата работа како во нашата работа наоѓаат примена природните науки. Со оглед на тоа што презентацијата треба да биде наменета и е наменета за младата популација, за основци, за средношколци, претпоставувам дека и начинот на кој што ќе презентирате ќе биде прилагоден за нив. Токму така, има поголеми дел од презентацијата наменет да го разберат од сите возрасти, секако има и мал дел кој што е наменет и за студентите да можат да ги поврзат нели тие стручни предмети од факултет со она што ние го работиме. Накратко што е она што ќе им го кажете?
Ќе им го објасниме целиот процес. Јас работам како CAD инженер, ќе им го објасним процесот на цртање, дека не е само работа од компјутер, дека има многу повеќе. Исто така со уште еден колега кој што работи за имплементација на процеси, ќе им објасним, имаме 13 точки, едни од малкуте, од многуте точки ќе им објасниме како природните науки и математиката наоѓаат примена кај нас во работа. Сега за крај сосема вашата порака до младите, вие како веќе дипломиран инженер? Нашата порака до младите е цело време да се надоградуваат. Една мисла со која што ќе завршам подоцна и презентацијата е потекнува од Кајзен методологијата, е секој ден каде што ние не сме напредувале, значи дека сме назадувале. Тоа е пораката, постојано да вложуваат во себе. Благодарам. Благодарам и вас. Јас сум Гордана Огриновска, оделенски наставник од Основно училиште Елпида Караманди. Веќе трета година поред учествувате на погон, на овој саем. Практично вие сте веќе во организацијата. Да, точно. Во организацијскиот одбор претходно се собираме колешките, заедно со организаторите се договараме, ги осмислуваме игрите за да бидат интересни, од полесно кон потешко, математички, меѓутоа да бидат и логични и да бидат релаксирачки. Како децата гледаат на ова? Како што секоја година, ова трета година, интересот расте од година во година. Се информираат преку социјалните мрежи, ги информираме и ние самите наставници, кој е слободен, кој сака, може онака слободно дојдени, да речеме, родители, дечиња кои што евентуално поминале тука, па се пројавуваат интереси, навистина е доста забавно. На крај крајва и додека и не им се заминува. И сега да кажеме дека целта на погон е да се зголеми интересот кај младите за математиката, практично за природните науки. Да. Во една прилика сум кажала дека математиката е живот. Фактички математиката ни е во секојдневниот живот, така да точно ова е еден поттик за учениците да сакат математиката, а не да пројавуваат некакви стравувања од решавање на математички проблеми, ситуации и така натаму. Колку е лесно, колку е тешко на младите да им се разбие тој страф од математиката. Мајќи го предвид дека реално навистина математиката како наука кај повеќето од нив така предизвикува немир, да. не страв. Тој немир, тој страф треба да се разбие уште во малата возраст, уште во семејството, со решавање на во семејството разни игри кои што се поврзани со математичко-логичко размислување и потоа кога доаѓаат во училиште, математиката наставникот да ја представи интересна и секојдневна, таа е реалност. Колку успевате во тоа? Јас со моето, да речем, искуство до сега сум успеала да го разбудам интересот и да кажеме дека, да објасниме и да покажеме реално дека нема страф од математиката, само треба работна навика, секојдневно вежбање, значи математика и математичките задачи, проблемски ситуации, треба трпение, но и треба и ревностност, работни навики да се создават секој ден. Ги препознавате ли талентите по математика и природни науки? Да. Има доста ученици кои што работат на себе, вложуваат во себе, вложуваат нивните родители, ние како наставници ги поттикнуваме и ги откриваме. Ви благодарам и продолжите и понатаму. Благодарам. Третиот саем за математика, наука, технологија, инженерство и уметност Погон заврши со доделување на награди за постигнатите резултати на регионалниот надпревар по математика за учениците од 4-то и 5-то оделение, како и наградите освоени на државните регионалните надпревари по физика, хемија и биологија за учебната 2024-2025 година. Драги пријатели, тука е крајот на ова издание на емисијата Студентски парламент на Универзитетското радио Укло ФМ Битола. Емисијата тонски реализира Љупто Цветковски, а ја уреди и водеше главниот и одговорен уредник на Укло ФМ Битола, магистер Сонја Тантарова-Груевска. Бидете и понатаму со нас на 90,8 МГц.
Ги криеш сите твои тајни, сепак знај, и тие имат свој почеток и крај. И денот има сонце и месечина, само стравот нема добра причина. Само љубав, љубав нарно нека е, не го мисли денот, ке биде добро се. На сите стравови твои ке им дојде крај, кога срцето е храбро, верувај. Дај, дај ми, дај, ти дај ми само љубов, дај ми надеж, дај, дај ми, дај, да летам како птица од твојот топол вакнеш. Дај, дај ми, дај, во зима да е пролет, добро да сме. Дај, дај ми, дај, сонце од твоите очи, што мракот ке го згасне. Твои тајни сепак знај, сите радости се најстрекни во мај. И ноќта темна бара своја светлина, ко што минатото ни крои и нина. Само љубав, љубав нарно нека е, не го мисли денот ке биде добро се. На сите стравови твои ке им дојде крај, кога срцето е храбро, верувај. Дај, дај ми, дај, ти дај ми само љубов, дај ми надеж, дај, дај ми, дај, да летам како птица од твојот топол вакнеш. Дај, дај ми, дај, во зима да е пролет, добро да сме. Дај, дај ми, дај, сонце од твоите очи, што мракот ке го згасне. Дај, дај ми, дај, ти дај ми само љубов, дај ми надеж, дај, дај ми, дај, да летам како птица од твојот топол вакнеш. Дај. Укло ФМ Битола, јуни 2026 година. 24 часа секој ден на 90,8. Укло ФМ Битола. Универзитет Свети Климент Охридски Битола. Член на Европската универзитетска алијанса Колорс. uklo.edu.mk